Ракометниот клуб Радовиш го крои росторот за новата сезона по испаѓањето од Суперлигата во првата лига. Радовиш ни минатата сезона забележа само една победа, се останато беше порази и се преселија во ранг подолу. Клубот ги договори бекот Филип Костадинов, голманот Александар Ристов, бекот Иван Чончев, крилото Стојанче Ристов, бекот Васе Петров од Штип, Илија Димов, а омладинската школа се повлечени бековите Стефан Трајков и Стефан Велков, како и пикерот Трајче Манасиев и крилото Александар Ѓорѓиев. Од клубот посочуваат дека во следниот период ќе бидат представени уште неколку играчи со кои ќе биде склучена соработката за следната сезона. Од РК Радовиш посочува дека со јасна цел да се изгради силен и конкурентен тим за прва лига кој треба да ги исполни поставените амбиции, без притоа да се открие кои ќе бидат амбициите и достојно да го претставуваат клубот, градот и навивачите. Суперлигашот Еврофарм Пелизер 2 продолжува со градењето на тимот за следната сезона. Ново име е Марко Трајков, кој во својата кариера има настапувано за Голден Арт и Пролет. Кристијан Симоновски е нов играч на двојката од Битола, а низ неговата кариера настапуваше за КЛ7 од Струга и Алкалуид. Ново име во таворот на Еврофарм Пелизер 2 е Божидар Илиевски, кој во својата кариера досега настапуваше за Прилеп и Алкалуид. Освојувачот на Европскиот куп на ЕХФ Охрид го представи своето 8 засилување за новата сезона, се работи за Филип Талевски. Македонскиот левбек потпиша договор на една сезона со можност истиот да биде продолжен и за сезона 2027-2028, односно плюс на уште една година. Талевски во градот покрај езерото доаѓа од унгарската Татабања, потекнал од школата на Металург, а настапуваше и во Бундеслигашот Рајн Некар Левен, каде освои бундеслигашката титула, а во Германија играше и за Балинген. Пред тоа играше за Вардар и португалска Бенфика. Куманово се засели со повратникот Наум Косов, кој доаѓа од редовите на ланскиот Суперлига Струга. Десното крило покрај за Струга и Куманово настапуваше и за Аеродром.